Прекрасен сончев ден, драги гледачи во градот Скопје. Јас и супер звездичките кои што очигледно се во прекрасно расположение. Прво ќе ви мафнеме и ќе ви пратиме безброј пакнежи и ќе ве поканиме да бидете дел од оваа емисија која што е прва во циклусот на емисии кои што супер звезда ќе ги посветат на Министерството за внатрешни работи. Дали некој од вас чул за тоа Министерство за внатрешни работи? Знае некој? Да, сте чуле, на вести го зборуваат од време на време. Да. Да, значи го кажуваат, но ние сме многу малечки да знаеме значи поточно што е тоа. Ете така денеска дојдовме да видиме еден од сегментите на Министерството за внатрешни работи, значи еден многу битен составен дел, а тоа е полициската професија. Поточно денеска ќе бидеме гости каде, Дамјан, во Полициската станица Автокоманда. Ете така, денеска дојдовме да видиме значи што има работа на нашите полицајци и кои се тие чичковци кои што денно-ноќно не чуваат нас. Сега да видиме, имавме овдека некои кои што беа расположени да бидат пејачи, така? Кај се пејачите, а кренат рака да видам? Пејачи. Кои сакаа сега да бидат глумци да видам? Имаме расположени за глумци. Имаше некој овде што сака да биде каратист. Огнен ќе биде каратист, а има некој што сака овде да биде доктор. Имаме една докторка, браво. А кој сака да биде полицаец да видам? Значи, имаме расположени и за полицајци. Драги гледачи, иако некој мислат дека е убаво да се биде пејач, глумец, доктор или слично, има и некој кој што мислат дека нема ништо поубаво на светот од тоа да се биде полицаец. Денеска дојдовме да бидеме гости во полициската станица Автокоманда. Останете со нас, ви ветуваме емисија каква што немате видено до сега. 3-4... Еве, драги дечиња, направете здраво, ова е дежурниот полицаец кој денеска не пречекува прв овдека во полициската станица Автокоманда. Здраво живо, јас сум Дарко, ова се супер звездичките, дали може да ни се представите? Може, јас се викам Ватичи Самедин, полицаец во полициска станица Газивава, кој што се наоѓа овде тука во Автокоманда. Вашата работа денеска која е, во која функција и која улога сте вие точно денеска овде? Да, мојата задача денеска е да обезбедувам станицава и да ги дочекувам луѓето кои што се повикани во станицава или доколку некој има некое прашање или нешто да се пожали во станицава. Гледате дека Батко и Семедин е наоружен, вие носите и оружје денеска овдека? Јас носам панцир, тоест елек, заштитен елек и пиштол, автоматска пушка и се друго што е потребно. Така, сега сакаме да ве прашаме, вие работите од сабајле попладне, кое време е отворена станицата? Станицава е отворена 24 часа овој во текот на денот и отворена за сите граѓани во Република Македонија. Така, ајде сега вака да видам, дечки, да крене рака брзо оној кој што има нешто да се пожали, да се поплаче. Нема некој таков, има некој мајка му го нервира, татко му го нервира, има некој таков, има единица у школа и сака да се поплаче. Такви поплаки примате овде? Па примаме. Примаме, значи и такви, но најчесто се примаат овдека онакви сериозни поплаки и најчесто овдека доаѓаат оние кои што направиле. Не направиле значи нешто лошо, што е тоа лошо, например се степале така, украле нешто, играле со петарди и нешто направиле така што не треба да направиме, затоа ние направивме ли нешто такво денеска? Не. Денеска дали може да бидеме ваши гости и да ја видиме, значи токму вашата професија и да видиме што е потребно да се биде полицаец. Разбира дека можете да бидете гости и добродојдени сте во секој момент. Може значи да влеземе денеска внатре? Може, се разбира. Фала многу. Дечки, одиме во полициската станица Автокоманда. 3-4. Трчаме внатре. Еве сме во полициска станица. Интересно ли е овде? Еве, дојдовме брзо да видиме која е оваа дадичка овдека што работи. Здраво, јас сум Дарко, ова се супер звездите, а вие сте? Лиле. Ова е дадичка Лиле. Дали дада Лиле, ние може да влеземе кај вас од другата страна, значи да не разговараме овде преку шалтерот, дечки влегуваме внатре. 3-4, одиме внатре кај дада Лиле, да видиме што е незината работа. Ајде и кажеме здраво на дада Лиле. Здраво и добре ни дојде во супер звезда. Дада Лиле, добре ве најдовме. Како сте? Добро. Добре дојдовте, значи во супер звезда. Добро дојдовте во полициската станица. Ете така, баш ни е драго, денеска сме прв пат гости во полициска станица и веднаш од самата врата дојдовме овдека на вас. Имаше некој прашање сакаше ја постави. Јована, повели злато, кое беше твоето прашање? Зашто служи оваа пријавница? Па, тоа е одлично прашање. Стварно, зошто служи и пријавницата? Овдека на оваа пријавница, значи, доаѓаат странките
и пријавуваат некое кривично дело, дали е тоа тешка кражба, некој нарушување на јавниот ред и мир. И од тука јас ги упатувам за читанките, дали кај работникот за прихват или кај водичот на тој сектор, и потоа колегата си презема понатамошни мерки. Значи сите кои што доаѓаат прво овдека доаѓаат кај вас. Да, кај нас и јас потоа ги упатувам. Ние мислевме дека во полиција работат само момчиња, но работат и девојчиња, значи. Да, има и девојчиња. Имате вие други колешки, не сте сама, не сте единствена? Да, има уште колешки. Браво, еден аплауз за прекрасните момички кои што работат овдека во полициската станица, значи. Сега, кој од вас женски сака да биде полицајка, да видам, да биде ваква убава, да биде згодна, дотерана, направена? Еве имаме расположени кои што сакаат да работат во полиција. Тешка ли е вашава работа? Не е тешка. Уживате во тоа што го правите? Уживаме, да, секако. Супер. Имавме сега второ прашање. Дамјан имаше некое прашање. Дамјан, кое е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Дамјан Георгиевски и сакам да прашам што луѓето најчесто пријавуваат во полициската станица. Супер. Ми кажете, значи дел да работите, но најчесто вака за што доаѓаат луѓето кај вас? Да, најчесто значи пријавуваат кражби, тешки кражби. Значи кога некој нешто некому ќе украде, значи одма доаѓаат и кажуваат во полициската станица. Вие некогаш сте украле од некого нешто? Значи тие што ќе украдат каде ќе завршат на крајот? Во затвор. Ќе завршат во затвор, така, ќе се пријави значи во полициската станица и вашата работа е вие да ги најдете сите тие? Да, секако. Значи овде се решаваат сите проблеми. Па да. И затоа ние дома кои ќе одиме можеме мирно да спиеме бидејќи вие како што дознавме уште на влезот работите 24 часа. Да, токму така 24 часа работиме. Така да секој кој сака да пријави нешто, значи 24 часа сме тука. Фала многу, ете супер. Сега од овдека каде треба да одиме? Кај дежурниот работник. Многу бакнежи за да Далиле. Леле, супер беше и одлично ни одговори на сите прашања. Фала ви многу, драго ми е што ве запознав. Одиме сега кај вашиот колега кој што се вика? Да, Јордан. Да го нападнеме Чичко Јордан. Ајде сега здраво живо. Добре дојавте дечиња, ова е дежурното одделение, а ова е Чичко? Јордан. Чичко Јордан, да му кажеме здраво на Чичко Јордан, да му направиме да пукне на Чичко Јордан. Еве го најдовме него сега на неговото работно место во неговата смена. А овие батковци овдека што ги гледаме од страна, ова е помошникот командир кој што се вика Зоран, еве го Чичко Зоки. Како сте Чичко Зоки? Добре. Брзо да пукне со Чичко Зоки да му направиме. Ете така. И овдека се наоѓа и полицаецот кој што се вика Батко Горан. Здраво, добре дојавте вие во Супер Звезда. Како сте? Добро, одлично, како сте вие? Одлични. Ајде да пукне браво и со Батко Горан. Ете така, супер. Батко Јордан, што е вашата работа денеска овде? Дежурна служба овдека, дежурен полицаец во ПС Газивала. Значи секоја полициска станица си има дежурна служба. Дежурен полицаец, он ги прима повиците, врските ги слуша и задача на полицајците да. Вие дали во овој момент знаете, например, точно колку полицајци има надвор на терен? Знаеме колку полицајци се на терен и колку се во станица. Значи не има само полицајци на терен, туку има и во станица еден дел? Да, еден дел во станица. Ете, имаме ние неколку прашања за вас, но пред да почнеме со прашањата ме интересира, дали вие комуницирате со полицајците кои што се на терен? Да, ние комуницираме со полицајците и со граѓаните. И со граѓаните имате Со комуникација? граѓаните. Со оние кои што дошле да се пожалат, да се поплачат? Да, кои пријавуваат поплаки и кражби преку телефон. Све дежурната служба ја прима поплаки. Значи кога вртиме на оној бројот 192, кога ќе се јавиме, прво ни се јавуваат едни што прашуваат од каде сме и после ќе не насочат во населбата. На подрачјето на ПС Газивала што звонат, ние ги примаме сите позиви. Каде е телефонот кој што звони? Баш ме интересира да го видиме. Значи драги гледачи може да го видите. Ајде сега да видам кој имаше прашање овде да постави. Ана Марија Злато, кој беше твоето прашање? Здраве, сум Ана Марија и сакам да прашам дали дежурниот им дава задачи на полицајци. Ете, прекрасно прашање. Дали вие, господин Јоцо, им давате овдека Дежурниот полицаец задачи? им дава задачи на полицајците кои излегуваат на терен. И значи, вие од овдека имате комуникација со сите и знаете точно кој што прави. Да, знаеме се кој што ќе прави. Значи, дали полицајците можат да прават они што сакаат или треба да прават вие што ќе им кажете? Дежурниот што ќе им нареди. Значи, оно што дежурниот ќе им нареди, тоа они тоа го прават. Ете така, сега супер. Сега да се видиме со помошникот, тоа беше Батко Зоран. Батко Зоран, вашата работа овдека која е поточно? Па добро, јас сум помошни командир и една од надлежностите ми е контрола на дежурната служба. Раководам со дежурната служба во поднос како нивната работа, изготвување на актите на полицајците, дисциплината во дежурната и така. Кажете ми, например, како почнува еден ваш работен ден? Па добро, еден наш работен ден обично почнува со вајле кога ќе дојдеме дежурниот да ни предаде рапорт од ноќните смени, што има случајно во текот на ноќта, какви настани се
од кој аспект се, така да потоа одиме на така наречен развод, каде што на полицајците и на старешините се читаат задачите, телеграмите, лицата по кои се бара и примаме други задолженија, потоа одиме на еден состанок кај командирот, каде што ние непосредно што сме под ингеренциите на командирот добијаме конкретни задачи. Тука е целиот раководен состав на полициската станица, водичите, работните за прихват, заменикот, помошникот и другите инспектори, каде што приемаме конкретни задачи, каде во текот на ден постапуваме под изготвени задачи. Кажавте многу работи, вака до сега наброивте. Лесна или тешка е вашава работа? Па не е, мислам, многу тешка, така да ако го работиш со љубов, мислам дека нема ништо тешко. Така. Да. Баш ми е драго. Сега од овдека, значи, дечиња, видовме како функционира дежурната служба. Ќе одиме сега да видиме нешто друго, а тоа беше салата, како ја рековте, за состаноци. Тоа е сала за развод, каде што дежурниот ги упатува полицајците на терен. Одиме да видиме, значи, што се случува таму. Вам ви благодарам за муабетот, а на нашите најдраги и многу сакани гледачи ќе им најавиме една кратка пауза. За оние кои подоцна се вклучија, денеска Супер Звездите се специјални и ексклузивни гости во полициската станица Автокоманда. Многу мина немале шанса до сега да бидат гости во вакво издание во кој што сме ние. Дечиња, дали убаво си поминувате овдека? Ова е доказ дека сите овие полицајци и полицајки се прекрасни момчиња и девојчиња кои што ни направија прекрасно да се чувствуваме денеска овдека како нивни гости во полициската станица Автокоманда. Да им пратиме многу бакнежи на овие прекрасни батковци и на овие прекрасни дадички овдека. Сега се наоѓаме, ова е сала. Не е сала за склучување брак, туку е сала за развод. Така ли беше, господин Зоран? А добро, не е баш сала за развод, тука е ова просторија ги испраќаме на терен полицајците кои што се насменат денес. Така, оваа просторија многу наликува на ние школските училници кои што ги имаме ние на училиште. Нешто слично е на тоа. Па добро, ова не е само просторија, тука се одржуваат разни состаноци, семинари и други работи. Не е само директно просторија кај што се ги испраќаме на терен, тука ја користиме за други потреби. Ме интересира, во колку смени работат полицајците? Полицајците работат во 3 смени, и тоа почнувајќи од 6:30 до 14:30, од 14:30 до 22:30 и од 22:30 до 06:30. Сега ми интересира едно многу интересно прашање, јас што сакам да го поставам, што и криминалците многу ги интересира. Дали, например, кога се прави смена на полицајци, например, ви рековте во 14:30, едните си доаѓаат во станица, да ги остават пиштолите, другите си ги зимаат пиштолите и во моментот на терен нема никој? Не, тоа мислам дека смените се прават директно на терен. Полицајците се менјаат на различни места према состојбите како се одвиваат на терен. Ама малце тешко да се искористи тој проблем, значи луфта нема, ето видовте дека све е покриено, баш дупло во тие периоди во кои што вие се надевате дека ќе направите нешто. Не одат работите така лесно. Сега, овдека значи кажавме дека вие разговарате со полицајците и им давате задачи. Што подочно разговарате и какви задачи најчесто им давате? Па добро, тука секојдневно се дава задачи кај што има од областа, кај што се по лица кои се барат по разни основи, тоа се по потерници лица, по наши телеграми. Тука после се барат возила кои се барат во текот на дента, во текот на 24, ги запознаваме со сите настани кои се случиле во текот на 24 часа на нашето подрачје или на подрачјето на град Скопје. Потоа им даваме конкретни задачи каде што треба да идат на терен, било да преземат разни мерки по било кои основи. И тука едно од нејзините нашите правиме смотра на полицајците, се гледа колку е нивната уредност, дали се тие испеглани, дали се тие почишени, дали се тие избричени, дали носат целата опрема со нив. И после тоа Значи ги контролирате и самите полицајци, значи контролираме дали да не излезе некој неспремен полицаец, дали ги има основните средства за работа, како што е пиштолот, палицата, нотесот и другите работи што треба да ги носи тој се на терен. Да, баш е убаво да видиме, значи, која е целосната опрема која што мора да ја поседува секој полицаец. Тоа ќе го ставиме за на крај, прво ќе ги прочитаме сите работи што полицајците треба денеска да ги запознаеме со сите настани, па на крај ќе направиме една смотра да видиме што треба да носи полицајецот за да излезе на терен од оваа полиција. Кој е тој кој што ги дава задачите? Задачите непосредно добиваат полицајците од дежурниот работник, потоа од јас, помошник командирот, заменикот командирот и командирот, и секој полицаец има позорен реон и позорен сектор кај што врши служба и непосредно добиваат задачи од нивниот раководител на тој безбедносен сектор каде што тие припаѓаат и вршат служба. Фала и Батко Зоран, и сега кажавме дека дежурниот полицаец е тој кој што разговара со полицајците и еден од оние кои што им дава инструкции за тој ден. Еве до мене претходно го запознавме, Батко Јордан се наоѓа овдека повторно до мене. Например, какви инструкции ќе им дадеме денеска? Во денешната служба ќе им дајме што се случувало денеска во текот на денот, кои лица се бараат по потраги, ќе ги запознаеме некој ако се жали поплаки некој
од граѓаните, ќе ги задолжиме полицајците на кој терен се и така. Дали беше овој изминатиот ден мирен, среден или беше така со многу турбуленции, со Многу мирен денеска денот. Многу мирен денеска Да. денот. Стално ќе ве бараме да дојдете на гости. Фала ви многу да знаете дека ќе ви доаѓаме на гости. Ете така сега, значи кажавме дека она во текот на изминатиот ден и ноќта што се случувало се содржи во еден полициски билтен. Да, па тој е полициски билтен што излегува на ниво на град Скопје, а ние водиме една книга за дневни настани, каде што ги евидентираме сите настани од случаи на нашето подрачје. Ова полициска станица што го покрива. И од тука ние ги запознаваме полицајците за овој 24 часа што се случило. Дали се знае точно кој полицаец што работа ќе има тој ден? Па се знае точно, сите ни се изготвуваат планови, секој полицаец е должен пред да излезе на работа да изготви план, а оние што се во патролната служба им се изготвуваат наредби за вршење на служба каде што се наведи сите конкретни задачи што треба да ги преземат во текот на нивната смена. Фала ви многу. Ќе направиме кратка пауза, а потоа одиме во разговор со полицајците да видиме што е нивната работа, поточно како е да се биде полицаец и дали тие уживаат во тоа што го прават. Ова е онаа канцеларија каде што разговорите најчесто се случуваат за затворени врати. Ќе затвориме вратата и ќе се најавиме. Денеска дојдовме да бидеме гости во канцеларијата на инспекторот господинот Ристо. Добре дојдовте во Супер Звезда. Добро ве најдов. Како сте господин Ристо, добри? Добро, фала. Задоволство ми е да работам вака и во вакви ситуации. Ова е многу интересен момент и задоволство е да бидете мои гости. Ете така, баш ми е драго што топло и срдечно не примивте. Имаме еден куп прашања за вас. Првото прашање ќе го постави Јована Злато. Кој беше твоето прашање, повеќе? Здраво, јас сум Јована Кожухарова и сакам да прашам дали во полициската станица работат детективи. Фала Јована за прекрасното прашање. Значи, господин Ристо, дали во ова полициска станица овдека работат и детективи? Во полициската станица има надворешна канцеларија, така наречена, каде што работат инспектори кои што работат на повеќе проблематики. Една од тие проблематики е и малолетничка деликвенција. Значи, вие сте инспектор за малолетничка деликвенција, така е? Да. Сега, кои се тие малолетни деликвенти? Кои се значи тие? Најчесто нашата работа е за пречување и намалување на деликвенцијата кај младите како појава. Статистиките кај нас во Министерството за внатрешни работи покажуваат дека за жал постојат и малолетници кои што се исторители на кривични дела. Така, вашата работа е или да ги спречиме или да направиме се да се намали, а ние дојдовме овдека сега токму за тоа да поразговараме. Имаме уште некои прашања кои што сакаме да ги поставиме. Следното прашање кој ќе го постави? Ана Марија, повели Злато, кој беше твоето прашање? Здраво, јас сум Ана Марија и сакам да прашам дали е тешко работата на еден инспектор. Ето така, кажете ми, господин Ристо, тешка ли е ваша работа? Па нашата работа не е тешка доколку се сака да се работи. Јас ве уверувам дека е задоволство да се работи на оваа проблематика на која што работам јас. Задоволство е да се работи со нашите клиенти, во случајот се тоа деца кои што се жртви или сторители на кривични дела, и задоволство ми е кога јас на еден од тие деца ќе им помогнам дали се од едната или од другата страна. Така, и ќе го поправат однесувањето и ќе се вклопат во средината, во општеството и ќе бидат апсолутно како сите останати, значи примерни, добри и нормални, така е. Се надеваме дека и ја постигнуваме целта. Ето така, баш ми е драга. Следното прашање го поставува кој? Овој шизик овде, Дамјан, повели. Здраво, јас сум Дамјан Георгиевски и сакам да прашам со кој све работи се сретнува еден инспектор. Ето така, господин Ристо, во вашата работа со што се среќавате? Во текот на нашето работење, кај нас најчесто доаѓаат примери од каде што децата се појавуваат како сторители на одредени кривични дела, злоупотребуваат алкохол, цигари, па дури има примери на злоупотреба и на опојни дроги. Ние во соработка и со другите институции, како што се и невладините организации, се обидуваме сето тоа да го намалиме и да го сведеме на минимум. Значи, оние кои што ќе направат нешто лошо во било кој поглед, ќе бидат откриени, дознаени, фатени и повикани овде на разговор, така? Да, ние тука ги повикуваме
тие деца да дојдат со родителот, да поразговараме, да им укажеме на грешките и доколку имаат сторено некое кривично дело, се превземаат соодветни законски мерки или против сторителите или против родителите. Значи, ако детето направи кривично дело, може и родителот да одговара? Да, на воспитно запуштени деца, законските мерки ги преземаме против родителот. Што правите, например, со оние деца кои што ќе сторат кривично дело? Оние деца кои што извршиле кривично дело против истите со прибирање на соодветни докази и доколку се докаже, се поднесува соодветна пријава и се доставува до судот, каде понатаму судот ја процесуира. Ако се покаже дека вистински се виновни на суд понатака, има ли такви малолетници што да во затвор? Доколку судот процени дека сторителот на кривично дело треба да сноси некаква одговорност, од судот се превземаат соодветни санкции према тој малолетник, поточно судот постапува и изречува одредена законска мерка. Господин Ристо, има ли нешто што сакате да им го порачате на овие дечиња кои што сега не гледаат во моментов, на нив и на нивните родители? Јас на овие дечиња им посакувам убав живот, здравје, да ги слушаат своите родители, своите учители и секогаш вака да се гледаме во нашата полициска станица, а не како со оние лоши дечки кои што завршуваат поинаку и завршуваат во некој од институциите каде што треба да се преземаат соодветни законски мерки. Значи, од сега ќе бидеме добри дечки? Ќе ги слушаме мама и тато? Ајде да му се заблагодариме на Чичко Ристо што ни беше денеска гостин во Супер Звезда. Фала многу да сте живи и здрави. Ми беше задоволство. Фала ви многу и на вас да сте живи и здрав. Поздрав до видување. Бакнежи за Чичко Ристо. Бакнежи за Чичко Ристо. Специјално, ексклузивно и невидено до сега во серијата емисии кои што Супер Звезда ги посветува на МВР, поточно Министерството за внатрешни работи. Оваа емисија ја снимаме во полициската станица Автокоманда. Многу бакнежи, многу поздрави од Супер Звездичките кои што се наоѓаат во моментов на службениот паркинг. Веднаш до мене се наоѓа господинот Горан кој што е возач на интервентно возило. Горан, добро дојдовте во Супер Звезда. Фала. Ето така, а од другата страна се наоѓа заменикот на командерот господинот Благе. Добро дојдовте и вие во Супер Звезда. Како сте, господин Благе? Одлично. Расположени со волку многу деца денес? Да. Кажете ми поточно каде се наоѓаме сега? Сега сме на службениот паркинг, како што рековте, на пета полициска станица или Автокоманда. Овдека гледаме, значи, службени возила, значи ова е тој полицискиот Крајслер, како што имаме шанса да видиме секаде на нашите улици. Дечиња, сте видели од волку блиску полициско возило? Не. Ви се допаѓа ли како изгледа? Да. Сериозно ли е возило? Да. Сериозно или играчка е? Значи не се играчка овие возила. Не, вистински се. Овие се вистински и се многу сериозни возила. Имаме многу прашања сега за вас, сега да видиме првото прашање кој ќе го постави. Ево оваа кукла што се вика Марија. Повели Злато, кој е твоето прашање? Колку возила има во полициска станица? Фала ти, кукло. Ајде да ми кажете, значи, една полициска станица со колку возила располага од прилика? Па секоја полициска станица значи се разликува по бројот на луѓе, по теренот што го покрива и затоа и бројот на возилата е различен. Ние имаме 8 возила и тоа имаме интервентно возило, значи имаме возила ладата таму, значи теренско возило, имаме возила малку поубави вака Како Крајслерот што е? видни, да, како Крајслерот, полото позади, цивилни возила имаме. Имате возила значи кои не се обележени? Да, не се обележани, А сепак полицијата ги користи. полицијата ги користи. Значи, не треба да бидеме ние сигурни дека секогаш кога ќе видиме возило во кое што има полиција, дека полицијата е тука. Некогаш може да се случи да не пишува на возилото ништо, а полицијата да е околу нас. Да, така да се криеме, скришни да бидеме малку. Така, кога треба да сме скришни, правиме така. Сега следното прашање ќе го постави овој шизик оде што се вика Огнен. Огнен, повели Злато. Здраво, јас сум Огнен. Кој е твоето прашање, Злато? А кога полицајците одат со возилата на терен? Кога полицајците одат со возилата на терен? Одат секогаш, секој ден, или треба да се издаде наредба, или треба да има нешто, некој повод, поради кое што тие ќе земат и ќе заминат со возилата? Па не одат сите со возила на терен, значи некои одат пешки, некои одат со возила. Со возила, значи кога треба да ги префрлиме некаде колегите, имаме група за интервенции, значи тие стандардно се со возилата и кога треба да направиме некоја заседа, да чекаме некого, значи за да не избега, тогаш одиме со возило.
Се оди и се чека од повеќе страни. Така сега ние ќе можеме ли денес да бидеме гости и да влеземе во едно од вашите возила да видиме како тоа изгледа? Може и да влезат и да се повозат ако сакаат. Да свртиме едно крugче, готово. Кој е спремен да се вози да свртиме едно крugче? Леле, супер, спремен сум и јас. А претходно имавме уште едно прашање, да видиме Злато, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Ангела. Моето прашање е зошто служи джипот? Ај, батко Горан веќе ни каже, батко Горан, вие бевте и возач на ова беше интервентно возило? Да, ова е интервентно возило, служи за превоз на приведени лица, дали лица што се фатени во извршување на кривично дело или лица што ги бара судот или пак за превоз на колеги до некое место кај што треба. Значи, еве каде се возат лошите, овдека во овој джип, а добрите се возат овдека, да гледачи позади во овој белиот Chrysler. Кој сега сака да се вози во джипот да видам? А кој сака да се вози во Chryslerот? Сите. А кој сака да го вози Chryslerот? Немаме возачка дозвола, драги гледачи, тоа ќе го оставиме на полицајците. 3-4, одеме во возилата. Возењето заврши, драги гледачи, еве ги туку што пристигнаат супер звездичките, еве ги се наоѓаат во полицискиот Chrysler, да видиме, значи, оваа екипа овдека што беше како си поминаа. Никита, шо правиш? Адреналин работи? Да, беше возбудливо. Убаво ли си поминавте? Да. Како беше возењето, Марија, кажи ми ти? Супер. Никогаш поубаво? Да. Кој стискаше толку многу на сирената, да ми кажете вие? Стискавте вие двете заедно? Возачот стискаше? Не. Браво, супер, убаво ви извозе. Полицајецот убаво ви извозе. Бакнежи пратете му тамо, пратете му бакнежи назад. Еве, а втората екипа што се возеше позади, драги гледачи, еве ги овие кукли прекрасни. Како си поминавте? Добро. Како беше Цеце? Супер. Ви се случило ли ова до сега? Не. Маријана, како си помина ти? Убаво. Ти се допадна ли овдека во Chryslerот, а? Сега кај сакаш да се возиш? Во джипот. Маријана малку е што се повозе круг, сака уште еден со джипот. А вие како си поминавте, женски? Супер. Добро ли беше, а? Да. Сте се возеле ли вака до сега? Не. Многу бакнежи од сите гледачи што ве гледаат. Ете, така бакнежи, а сега да видам кој вришти вамо, некој вришти овдека во интервентното возило, во возилото во кое што најчесто се возат лошите момчиња и девојчиња. Шо правите, бе, дечки, добри ли сте? Да. Абе, како поминавте? Супер. Како беше возењаво денеска? Супер. Што ви остави посебен впечаток? Некој притискаше на сирената цело време. Кој притискаше? Јована притискава, драги гледачи, на сирената, затоа толку многу цело време и многу силно свиреше. А ти, Лила, како си помина? Добро. Дамјан, ти кажи ми? Супер. Вакво чудо ти се случило до сега? Не. Дали е ова една од работите кои ги паметите цел живот? Да. Многу бакнежи до сите што не гледаат и многу бакнежи до чичковците полицајци. Одиме понатак. Ова е местото кај што најчесто се возат криминалците. Сега супер зидите се внатре да видиме како се чувствуваат тие. Дечки, шо правите, бе? Еве ги пуштени сега на слобода. Темно ли е внатре? Да. Студи ли многу? Има нешто многу интересно овдека што го најдовме. Огнен, стани малку да може да видиме овдека долу кај твоите ноџиња што има. Еве, гледате дека тие што се лоши овдека ги врзуваат, значи да не можат да бегаат и тие врзани ги возат од тамо кај што ќе ги фатат до полициска станица. Значи овдека убаво е да се возиме? Не. Апсолутно не е убаво. Ете така, со ова заврши нашето дружење со службените возила на полициската станица Автокоманда, а сега одиме натре во полициската станица, додека нашите драги гледачи може да направат кратка пауза, драги гледачи.
Еве сме сега дечиња, дојдени овдека на специјално место, каде дојавме Батко Зоки? Па ова се просториите за задржување на полициска станица Газибаба, каде што ние ги задржуваме лицата сторители на кривични дела. Иначе ги задржуваме до 24 часа, а после тоа ги изведуваме пред истражните органи или ги поштаме. Тие кои што ќе направат нешто многу лошо доаѓаат овдека и многу мина знаат дека во полиција ги задржуваат, но не знаат каде. Драги гледачи, дојдовме специјално ексклузивно и никогаш не видено до сега. Специјално Суперзвезда има шанса прв пат да дојде и да цирне, значи како изгледа во една келија овдека, поточно ова не е затворска, ова е полициска келија и значи нема овде играње играчки. Господин Зоки, ова ли е вратата сега од една ваква келија да ја покажеме, значи? Ова служи за кога ќе го отвориме за наблюдување, да видиме лицето што прави, како е, дали е добро, дали весел расположен, спие, дали бара нешто, да не бара, да, вода, храна, вода, телефон, може адвокат бара, зависи овдека разни работи се бара дури и доктор. Да, ако некој бил лош. Ако некој бил лош, има право на доктор, каде што ние ги повикуваме, брза помош доаѓа, му кажува помош и повторно го. Ако има основ, пак повторно го враќаме тука кај што е во ќелијата. Да видиме сега значи како изгледа на келија. Дали сакате да ја отвориме, дечки? Да. Кој е спремен да ја отвориме 3-4, расположен има? Има. Ајде да видиме, да ја отвориме полека, Батко Зоки, да видиме сега внатре значи во келијата што има, како изгледа една келија за задржување на лица. Ова е значи просторијата каде што во полициска станица завршуваат сите оние кои што се лоши. Еве значи просторијата. Еве сега сме внатре. Еве Цеце. Како е овдека? Грозно, дечки ви се допаѓа тука? Не. Убаво ви мириса? Не. Ви се допаѓа овој кревет, имате вие вакви кревети дома? Не. Сакате некој да дојде да си легне тука, си поспи едно пола сат, да си одмори, па после пола сат да доеме да го земеме, а? Не. Има горе еден џам, многу интересен, може да го покаже и нашата камера, има специјален прозор, метален прозор со дупчиња, тоа е за да не може да побегне. А добро, тоа е направен да не се само повреди, тоа е или за вентилација. Така, тие кои што овдека ги задржувате им давате ли јадење? Па точно тие ги следува јадење, доколку би зашли во рок од 24 часа, треба да му обезбедиме јадење. Така, еве овдека гледам, значи дури и со мобилен телефон, иако сум дојден овдека, вика нема мрежа, Select Network оператор, ни мобилен телефон не работи? А, не работи. Се наоѓаме неколку метра под нивото на станицата. Така, значи кажавме кај овде дури 3 спрата под земја, дали гледачи, ова е подрум со неколку спрата. Значи дечки, овде кажавме дека ви се допаѓа? Не. Дека е препорачливо овдека да се доаѓа? Не. Какво е да им кажеме гледачите? Грозно е, драги гледачи, овдека, затоа треба да бидат добри за да не доаѓаат во ситуација да бидат тука. Да доаѓаат во просторијата за придржување. 3-4 бегаме од овдека, затоа што овдека не личи на ништо. Ајде, одиме надвор, Батко Зоки, излегуваме, затвараме и више никогаш овде нема да се вратиме. Договорено? Договорено. Излегуваме. Еве сме во разговор со полицајците, веднаш до мене се наоѓа еден од нив, станува збор за баткото со име Башким. Башким, добро дојдовте во Суперзвезда. Добро дојдовте и вие во нашата станица. Ала, прекрасно се чувствуваме овдека. Кажавме дека ќе поразговараме со полицајците и ќе видиме што се треба еден полицаец да има и како треба да биде облечен. Кажете ми пред се за вашата гардероба, имате зимска, имате летна? Да, имаме и зимска, имаме и летна гардероба. Мора да признавам дека многу елегантно изгледате вака со овие машните што ги носите, супер е, стварно ви се допаѓаат полицајците дечиња? А, сакате и вие да бидете убави како нив? Да. Значи, ме интересира, на вашата кошула има од страна некој вакви нешто чудно. Што е тоа? Па, у нашата служба има чинови, значи почнува од полицаец, обичен полицаец, па после секоја 4 години се менјат. Сега научивме дека исто како во војска и во полиција има чинови. Што друго е составен дел од еден полицаец? Што се тој треба да го поседува како опрема за работа? Па, за опрема треба да носи, например, имаме гумена палка. Ова е гумена палка, пипкање не, а огнен не е пипкање, јас само смеам да пипам, договорено. Еве ги лисиците, значи ова се лисиците, што имаме друго? Шаржер со куршуми, а куршумите за може да ги пукаме, нас не треба. И пиштол. Пиштол, еве го и пиштол, драги дечи, значи пипкање нема ништо од ова е значи полициски пиштол со шаржер. Имаме еден шаржер, уште еден шаржер. Ова се вистински куршуми? Да, вистински. Немате вие такви за плашење куршуми, ќорци? Кај нас нема, може би специјално има такви. Значи кај вас има онакви куршуми кои што се вистински и кои што пукат. Супер. Еве сега гледате која е опремата и има една капа, полициска капа. Секој полицаец има капа? Мора, треба да има секој. Каде се носи капата? Кога ќе излеземе од станица. Кога излегувате надвор, значи носите капа, а внатре во станица нема? Нема потреба. И женските носат капа? Да,
кога ќе излеземе од станица, тогаш се носи така. Лисиците овие користат во случај кога ќе фатиме некој кој што сака да бега и кој што е немирен, со лисиците го врземе. Дали може да покажете на мене како се врзуваат лошите момци? Видовме како полицајците ги врзуваат оние кои што се лоши, кои што сакаат да побегнат, а сега да видиме, да поразговараме со секој еден од нив кои што се наоѓаат овдека, да им поставиме некои прашања од доменот на она што нас не интересира. Кој ќе го постави првото прашање? Да имам 3-4. Повели Огнен ти. Ајде, кој е твоето прашање, Злато? Се викам Огнен и сакам да прашам како се доштедуваат полицајците. Ајде да видиме сега како се станува полицаец. Здраво, како е вашето име? Благојан. Здраво, Благо, јас сум Дарко од Супер Звезда. Ке ни кажете ли како се станува полицаец? Полицаец се станува после завршувањето на основно училиште, се запишува во средното училиште во Идризово и се учи 4 години, се завршува полицаец. Значи, мора да се заврши тоа училиште, средното полициско, за да може да се стане полицаец. Понатаму има и полициска академија? Да, има. Оние кои што сакаат да учат повеќе? Кои имаат желба да се запишат, се дошколуваат и завршуваат. И академија. Ви благодарам. Одиме сега понатака. Вашиот колега се вика? Флорим. Флорим, баш ми е драго, јас сум Дарко. А сега да видиме прашањето за господин Флорим, ќе го постави Дамјан. Кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Дамјан Георгиевски и сакам да прашам дали е тешко да се стане полицаец. Ајде да ми каже господин Флорим, дали е тешко да се биде полицаец? Па не е тешко да се биде полицаец ако се сака. Така. Да. Кога решивте вие да станете полицаец? Па од мал така. Да. Кога бевте малечок имавте такви амбиции и таква желба? Да, желба имав и тоа. Уживате ли сега во тоа што го работите? Па сигурно. Баш ми е драго што е тоа така. Фала ви многу. Одиме со прашањето понатаму да видиме сега следното прашање кој ќе го постави. Еве оваа кукла. Ана Марија, повели, Злато. Здраво, јас сум Ана Марија и сакам да прашам која е нивната работа. Така. Ајде, сега вака направиме. Здраво, вашето име е? Музафер име полицаец. Музафер, баш ми е драго. Јас сум Дарко, а ова е Супер Звезда. Значи прашањето за Музафер е која е работата на еден полицаец? Што поточно вие работите? Работата на полицајците, например, ние служиме за граѓаните, ние сме за народот и работиме се што се ни даде задача у станица од господин дежурен полицаец. Се чита на развод, потрага по возила, лица, криминалци, приведување и поплаки кои што имаат граѓаните. Ние, например, кај што можеме да интервенираме, ќе интервенираме. Кај што е наша работа, ние ќе постапиме и кај што не има други кои што постапуваат. Да, според законите и стандардите на полиција. Така, сега гледам овдека едни прекрасни дами кои што исто така работат во полиција. Ајде, здраво, живо. Вие се викате? Бети Василева. А вие сте? Снежана. Ајде, така е, јас ќе дојам во средина. Мене ми интересира дали и вие, женските, го работите исто тоа што овдека кај вас го работат и машките? Да. Потполно сте рамноправни? Потполно. Нема некои задачи кои што се наменети само за машки, некои задачи само за женски? Не, нема. Убаво ли е да се биде полицајка? Па да. Да, исто работите на терен како и машките по 8 часа на ден? Да. Уживате ли во вашата работа? Јас да. Да, а вие? Сигурно. Значи, како е чувството да се биде полицаец? Например, еве, кога ќе завршите некој услуга и кога ќе го направите некој граѓанин толку многу тажан, да биде многу среќен, какво е чувството кај вас? Многу големо, затоа што ние и сме сакале да бидеме полицајки. Така, од кога сакавте вие да станете полицаец? Своја 14-та година. Од своја 14-та година и желбата ви се исполни? Да. Така. Како е да се работи во една ваква полициска станица со волку многу колеги? Е ли тоа интересно? Па да. Предизвик беше тоа за вас? Предизвик со колегите, да, секако, да. Така. Исто и вие, значи, како и тие возите службени возила, уклучувате рото, сирени, излегувате на улица, апсите, лисици, пиштоли, имате све? Да. Ете, супер, значи видовме дека и полицајките се рамноправни одека и дека го прават истото тоа што го прават и нивните машки колеги, така да, значи, нема играње со вас. Да. Нема играње. Одиме понатака, следното прашање ќе го постави да видам кој. Здраве, сум Ивана Кожухарова и сакам да прашам дали полицајците земаат одмор. Прекрасно прашање. Значи, ете така, ние сме обезбедени 24 часа и тие не даваат да ни фали влакно од главата. Дали полицајците земаат одмор, ќе ни каже господин Владо, така ли? Чичко Владо за деца. Чичко Владо, ете така. Добре ни дојдовте во Супер Звезда. Добре, дојдовте вие во станица и добре најдовме во Супер Звезда. Фала. Не дечиња, многу ви прашања. Да, супер. Сакам да кажам дека како и сите граѓани и ние имаме право на одмор. Тоа го користиме така на рати, малце повеќе, малце во летниот период
малце возилскиот и така натаму, меѓутоа службата никогаш не останува без полицајци. Така, значи, Тоа е со план, да. полицајци има нон-стоп и тие нас не чуваат. Сега тука се наоѓа и раководителот на секторот, господин Митко, така ли? Да. Господин Митко, раководите со кој сектор? Раководам со 4-ти безбедносен сектор, што го опфаќа подрачјето на Газибаба, претежно со селата Стајковци, Смилковци, Црешево, Болачин и Раштак. Така да на тој сектор го обслужуваат полицајци кои се определени за таа служба. Така, прекрасен одговор. Уживате ли во тоа што го работите? Претежно, па затоа и сме го одбрали тој позив. Така, напорна ли е вашата работа, бидејќи ве тера да бидете концентрирани 24 часа? Секоја работа си има своја тежина, така да сепак да се биде полицаец не е баш лесно, а што ми имаш љубов, може да работиш што сакаш. Што ме тоа позивот, мора да го работиме. Фала ви многу, господин Митко, да сте жив здрав. Ви благодарам за вашето гостување во Супер Звезда. Фала многу. Сега правиме уште една кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме да запознаеме една специјална личност, а тоа е командирот на полициската станица Автокоманда. После кратката пауза одиме директно кај него. Како што кажавме, Супер Звезда денеска се ексклузивни гости во полициската станица Автокоманда. Ова е место кај што многумина од вас не би сакале и не би требало да дојдат и да завршат токму овде. Ние дојдовме со една специјална и едукативна цел да ги видиме, да ги посетиме сите овие чичковци и дадички кои што работат како полицајци и кои што прават 24 часа ние да се чувствуваме безбедни и да можеме мирно да спиеме. Како што беше претходно најавено, дојдовме денеска овде да запознаеме една специјална личност. Драги гледачи, станува збор за командирот на полициската станица, а тој е господинот Љубен Митровски. Добре ни дојдовте во Супер Звезда. Добре, најдобре. Како сте, господин Љубен, добри? Добри сме. Расположени, весели, срекни? Супер. Денеска имате вака посебна посета од група на дечиња, се случува или и друг пат да дојдат дечиња овдека во посета? Да, доаѓате и друг пат. Имате, значи, едукативни проекти со нив? Да. Се делува превентивно за децата да знаат, значи, што се треба да прават за да бидат добри и да не прават прекршоци во законот. Имаме ние некои прашања кои што се наменети до вас. Првото прашање ќе го постави кој? Јован или Филип? Филип, ајде ти. Кој беше твоето прашање, Злата? Здраво, јас сум Филип и сакам да го прашам командирот дали е тешка неговата работа. Ете така, господин Љубен, дали е тешко да се биде командир? Самото работно место командир на полициска станица е представа потешкоти и голема одговорност. Мојата задача како командир е да се грижам за мирот и безбедноста на граѓаните на станичното подрачје, на општина Газибаба. Ме интересира вашето работно време исто е како и кај останатите полицајци 8 часа на ден? Командирот работи нонстоп. Може да се каже 8 часа, меѓутоа по заменувањето на кај дома без разлика командирот пак е на работа за сите проблеми дежурниот полицаец ме известува на станичното подрачје, во полициската станица и така натака. Дали се случува некојаш да ви звонат например во 12 часот навечер да ве бараат по телефон за некој проблем? Дежурниот полицаец се јавува во 12, во 02, 03 без разлика на времето во зависност од проблемите. Секогаш кога вие треба да бидете запознаени со некој проблем, значи вие сте тој кој што генерално ги решава сите проблеми овде во полициската станица. Мора да биде командирот запознаен и за да можеме да организираме понатака да се преземат соодветни мерки. Кажете ми, господин Љубен, како тече општо вака еден работен ден кај вас? Што правите кога ќе дојдете на работа? Па командирот кога ќе дојде на работа пред се изготвува план за работа. План за работа им дава соодветни и конкретни задачи на полициските службеници за да преземат мерки и активности на теренот. Кои се директно луѓето со кои што вие соработувате, вашите заменици, помошници, кои поточно? Па заменикот, помошникот, водичите на сектори, работникот за прихват и дежурната служба. Дали е тешка вашата работа? Тешко ли да се биде командир? Тешко. Постојат потешкоти и голема одговорност. Че голема одговорност е. Еве сега Јована, драги гледачи, има прашање. Јована, кое беше, Злато, твоето прашање? Здраве, јас сум Јована Кожехарова и сакам да прашам што треба да се направи за да се стане командир. Така, господин Љубен, што треба да се направи за да се стане командир на една полициска станица, токму да се стане тоа што сте вие во моментов? За да се стане командир на една полициска станица, пред се треба да има завршено високо образование, подолг стаж во службата, но не помалце од 6 години согласно законот за полиција, да бидеш добар полицаец, да напредуваш во службата и одговорно да ги извршуваш службените задачи согласно законските прописи. Овдека вие како најглавен, имате ли некоја порака до децата и до нивните родители? Што се тие треба да направат за да бидат добри, примерни, успешни, вредни и паметни?
Па јас како командир на полициската станица сакам да им порачам на дечињата да бидат добри, мирни, послушни, да ги слушат нивните родители, И да не дозволат да бидат овдека некојаш приведени? да не дозволат да бидат овдека некојаш приведени, бидејќи тука се презимат соодветни мерки. Така, и не е се така убаво како што изгледа денеска. Не е баш. Ето така, сепак вашата работа нема само убави, него за жал има и некои лоши, па и многу тажни моменти, драги гледачи. Фала ви многу што направивте денеска да се почувствуваме волку пријатно и да бидеме топло и срдечно примени како никогаш досега. Благодарам и на вас и да ни дојдете друг пат пак. За Арно и Зубаво, така? Да, јас како домаќин на станица, односно командир на полициската станица, сакам да ја почастам дечиња да прпат со сокче, по некој бомбончат се заблачат, бидејќи беа долго време гости овде. Гости тука, жедни гледам. Да, имаме жедни. Свежиме по едно скромно поклонче од полициската станица. Фала ви многу да сте жив и здрав. Одиме сега да седнеме да ги отвориме сокчињата, да се почастиме малку и да видиме за какви подароци станува збор. Одиме тамо. Во полициска станица не се лаже, така? Дојавме тука да ја кажеме вистината, така? Да! Супер, Звезди, како си поминавте денеска овдека? Супер! Дали ви се допадна полициската станица Автокоманда? Да! Што ќе кажете за вработените, за полицајците, за станицата, за командирот, за замениците, за помошниците? Како е? Беа супер! Беа супер, стварно. Ептен убаво си поминавме, драги гледачи, дури неверојатно дека сите овие наши полицајци кои што прават 24 часа, кои што работат за нас и кои што прават да се чувствуваме толку сигурни, толку безбедни, не можевме да веруваме дека толку многу голема љубов ќе ни дадат денеска. Фала ви многу за прекрасниот пречек и за топлиот прием. Фала ви многу што ме пречекате како никој што не пречекал досега. Благодариме и на вашата посета и пак да ни дојдете во полициската станица. Ете така, за да дојдеме имаме два начина, така можеме да го одбереме или едниот или добриот. Како гости, како гости, за да видиме ќе го одбереме убавиот. Така е, дечки? Да! Сакам прво да ги наградиме со еден громогласен аплауз сите вработени овдека за тоа што ни направија пречек како што немало никогаш до сега. Фала ви многу, да сте ни живи, здрави и да ни бидете вечни. Кажавме дека има едно изненадување за суперзвездите. Едно изненадување од страна на полициската станица, од името на командирот и вработените во полициската станица, моите полициски службеници, значи сакаме по еден скромен подарок да им подариме на дечињата суперзвезди. Да видиме суперзвездите што ќе добијат денеска, значи станува збор, еве. По едно тефтерче, односно бележник, бидејќи тука се бележат полицајците податоци на терен, по едно пенкалце, односно пенкало, пишува полиција. Еве и над пенкалото, значи имаме лого специјално. Еден привезок. Еве да видите, значи неверојатен привезок, драги гледачи, да видите значи за каков привезок станува збор. Ова е заштитниот знак, ова е она што полицајците го имаат значи и на своите капи и на своите униформи. Ова е полицискиот символ, полицискиот знак кој што го сакаат сите оние деца кои што имаат сон еден ден да станат полицајци. Фала ви многу, значи може веќе да почнеме да ги делиме подароците. Ете така, кој е расположен прв за поклон? Оп, Дамјан. Ете кој ќе биде значи полицаец кој ќе порасне. Кој друг сака да биде полицаец кој ќе порасне да видам јас? Значи супер. Што ќе прави Злато ти кој ќе станеш полицаец? Да им пишувам казни. Ти ќе им пишуваш казни на тие што ќе возат брзо, точак. Ти, Дамјан, кој ќе станеш полицаец, што ќе правиш? Ти ги бркам лошите и ќе возам кола. Со Тину Нину, со такво? Да. Супер. Ајде да видиме понатака, значи. А ти, Филип, што ќе правиш кога ќе станеш полицаец? Јас кој ќе станам полицаец, ќе им помагам на сите кои им е потребна помош. Впрочем, тоа е нивната работа. Дечиња, бидејќи поминавме убаво, прекрасно и бевме примени како никога што сега, за крај да си ги гушнеме нашите сакани полицајци и полицајки и да им покажеме колку многу ги сакаме и им благодариме за сето она што го прават за наше добро. 3-4 ги напаѓаме. Yeah!